Добро, напредни техники. Наградени на линкови. Значи, градење на линкови во соработка комуникација со други сродни блогови. Кога е проблем да се линкува реципрочно? Јас те линкувам тебе, ти ме линкуваш мене. Значи, проблемот настанува, односно Google може да насети дека ако многу пати сме го направиле истото, сме линкувале ние од главна страна, значи од наша главна страна, до нечија друга главна страна, значи на некој друг сайт. Например, да речеме од yourfoodcorner.com, од таа адреса имаме линкче на главната страна до некој друг сайт. Ваш да речеме тука. И тогаш имаме проблем. Значи, ја линкувам до тебе, ти линкуваш до мене. Од иста страна до иста. Значи, баш од главна до главна и повратно. Тоа е проблем. Но реципрочно линкување е корисна работа ако се прави на прав начин, ако се изведе на прав начин. Значи, целта во овој случај не е да се договориме да добиеме барем 3-4 линка месечно во нови текстови кои што ќе ги објават. Значи, комуницираме со други сродни сајтови кои што работат на одредена тематика. Значи, тие дневни новости објавуваат неделни неколку текста како нас, исто темпо од прилика работиме, како и другите ученици што се тука, но не се на друг хостинг. Разборуваме за други луѓе низ цел свет. И сега можеме да се договориме едноставно со нив, можеме да ги добиеме преку Facebook, да им пишеме на нејата Facebook страна, да ги контактираме преку контакт форма, како и до сега. Да се договориме, значи, буквално без некое правило, во 3 до 4 текста месечно, нови текстови што ги објавуваат, да стават линкче до некоја наша страна, кој што е соодветна за нивната, како надворешен линк. Нели тоа зборувавме дека внатрешни линкови ставаме и еден надворешен авторитетен. Може да биде во некој текст, тоа е нашиот сајт. Че се договориме и ние исто да го правиме и тие го прават исто. Значи ние линкуваме од некој наш текст до некој нивни текст и тие исто да го прават без договор за кој текст се работи, како да се линкува, кој да биде текстот на линкот, значи буквално само така. За возврат не е проблем ниту ние да го направиме истото, никој не губи, сите добиваат. Да не се, двете страни добиваат, никој ништо не губи, да не се користи Gmail. Дури може да се комуницира и преку Facebook. Значи, може да се наоѓаат сајтови кои што имаат но во овој случај, значи последно утврдив дека да речеме ни требаат сајтови со ресипи. Постои ова преварувачка фраза која што можеме да искористиме за да најдеме сродни сајтови. Значи, со оваа фраза бараме, што бараме? Ајде да разчлениме малце. Пребаруваме на Facebook. Значи, бараме Facebook страна, каде што има некаде излистано фраза, значи recipe.com, што завршила со recipe.com. Значи, пред ова може да има што било. All recipe, delicious recipe, што и да е. Значи, бараме Facebook, локација на Facebook, обично тоа е Facebook страна, каде што има, спомнато е некаде recipe.com, in text, гледате, тоа е командата. Имаме recipe.com. И еве, добиваме сајтови кои што добиваме Facebook страни, односно добиваме Facebook страни на сродни сајтови. Ете, тоа е тоа. Добиваме Facebook страни на сродни сајтови за рецепти. Че ова може да го штимате слободно. Рецепти, што и да е, нешто клучен збор. Добиваме Facebook страни на сродни сајтови. Гледате, recipe.com. Гледате. Значи, што е целта тука? Целта е да ги најдеме сродните сајтови, но не да ги контактираме, но да ги контактираме преку Facebook. Гледате, Taiwan Recipe. Да не ги контактираме преку Facebook. Да ги контактираме, да ги контактираме. Значи, целта е да ги најдеме, значи некој сајт може да контактираш преку Facebook страна, преку контакт форма на самиот сајт, преку Twitter профил, преку друг социјален медиум. Значи, тоа е целта овде. Целта е да се контактира преку Facebook.
да најдеме преку Facebook. Еве, гледате. И гледате исто кои се пејдж ранкови, нели, на сајтовите. Кој пејдж ранк е, дали одговара сајтот, дали ни вреди да соработуваме со него, да побараме, да искомуницираме. Значи, целта е да најдеме Facebook страни на сајтови за рецепти. Ова може да биде, тука може да се смени со сосема... Се има, значи одговара во секоја можна помера. Што по генерален збор, овде толку подобро, во овој случај. 30 милиони резултати. Да, Juicing for Health, Health.com. Овде се што, фитнес ти се појават. Тоа е еден начин на доаѓање до вакви сродни сајтови. Доаѓање сродни сајтови со кои што би го направиле тој договор, за да не биде преку Gmail да работи. Значи да се скомуницира преку Facebook страната на тој сајт. Дај Едуарче да се договориме. Јас во 3-4 текстови неделно што ги објавувам месечно. 3-4 текста месечно кои што ти го објавувам на мојот сајт ти линкон, ти линкуваме мене и така и пријатели може да си станете. Да се соработувате на Facebook, да го имаш на Skype да речем. Го имаш на Skype, здраво, како си, што правиш, нели, како да работа да, нели, кои содржини ги бираш, кои се твоите читатели, од кои земји имаш. Размена на идеи, тоа е зошто да не имаме 10 на 15 луѓе на Skype кои што се и со исти тематски сајтови. Тоа е крајната цел. Колеги, Да. Людни линкове, нели? Например, текстот има... Се договара со него. Спомнува да кажем и на Гарлик да стави линк од која страна ми впишавам за Да, Гарлик. да. Може така, не? Да. Како можам јас да најдам сега на сајтот на EFI? Например, јас пишувам некој текст, имам за храна, да предпоставиме, како можам да најдам во сајтот на EFI дали има нешто за лук, гарлик. Сајт Your Food Corner, така? Да. И гарлик. Значи пребаруваме во сајтот на EFI и дали има нешто за, ако имам таков текст да речем. И најдов нешто за гарлик се спомнува во ова. Да. И еве го текстот, до кој што можам да линкувам како надворешна содржина од мојот текст. 3-4 пати месечно прави тој. Месечно не е кој знае што, али вреди многу. Значи 3-4 пати месечно линкува тој, ја 3-4 линкувам. Исто Skype си го имаш, убаво е. И најди на Facebook. Значи Facebook и Google не се мирисат. Така да добро е таму да се прави комуникација. Обратно. Да. А на Gmail да се прави комуникација за Facebook, може например така. Или најдобро е на вашиот мејл што си го отварате. Таму нема пристап друг. На тој мејлот поврзан со вашиот домен. Че пак не е јасно, тој е од некоја дали ако нешто... Не. Како ти се вика сега? Health Food and Life. Илија мајлунче healthfoodandlife.com ти си извадиш. Ти направи Бранко. Например, Илија или... Тој е мајлот на самиот... Да. Со доменот е поврзан, со хостингот. На хостингот. Да. Секој што има домен може да се извади мејлови поврзани со доменот. Океј, да, тоа не. Да, тоа со хостингот се средува. Пошто нели ја ве хостирам една година барем, минимум. Штом се зголеми цената за хостингот, значи има сајтот прави пари. Значи тоа е најмала ставка во заработката на сајтот, значи во трошоците на сајтот. Сега да кажам, ако имаш посети, имаш трошок за хостинг, значи сајтот заработува и таа сума за хостинг е занемарлива фактички. Да. Добро, одиме понатака. И сега јас рековме како. Сайт yourfoodcorner.com. Значи јас соработувам со Your Food Corner и пишувам нешто за лук. И барам дали има на неговиот сајт нешто за лук, на овој начин. Во рамките на неговиот сајт ми треба резултат и еве го дали има лук. Еве, гледате, Your Food Corner, еден текст, втор текст, трет, кога е објавен ми пишува, 6 дена, 18 јуни, така. Значи, имам веднаш каде да линкувам соодветно, не било каде. И чисто, јас по мој избор,
4 пати, 3-4 пати месечно линкувам до него, тој линкува до мене и готово. Така. Деветно случайно. Да. Да. Значи, како да природно му се допаднал твојот сајт и ставил линче. Значи, и такви случаи има. Има и такви случаи. И сега Google сака сите линкови да ги добиваме на таков начин. На таков начин ни требаат 100 години. И не е реално тоа, мислам, стварно не е реално. Официјална верзија е тоа. Значи, еден начин е добивање на сродни сајтови со наоѓање на нивните Facebook страни, првиот. Второ е да најдеме соодветни сродни сајтови по Facebook групи. Наводиме на Facebook групи, како што пребарувавме, наместо bloggers, food bloggers, или food sites, или recipe bloggers, или carrot bloggers. Е така. Тоа е тоа. Значи, пак да го покажеме. Food bloggers. Food bloggers кафе. 9000 членови. Food bloggers. Еве ги луѓето кои што ви требаат. Може би уште подобре со нив да разговарате за гостински вакво, директно, само со food bloggers. Еве, груп само ми требаат, груп ќе одбиете. Или search the food bloggers in Seattle, Los Angeles. Ај шо ти најде? Еве, гледате? Ви наоѓа food bloggers Los Angeles. Europe food bloggers. Супер е, супер. Друга работа. Друг начин на наоѓање. Овие се се различни начини на наоѓање на сродни сајтови. Преку Facebook, по Facebook групи, пак и тоа исто на Facebook. Ова е наоѓање Facebook страни, директно с нивните страни. Ова е Facebook групи каде што се дружат, каде што се движат соодветни блогери сродни на нашиот сајт. Второ, да најдеме соодветни сродни сајтови со пребарување на Google со фразата клучен збор плюс блог. Тоа е исто многу корисно. Food blog. Food blog. Food blog или food blog search има, гледате тука. Search for recipes in thousands of fabulous food blogs. Или можеш Italian food blog или Види мајка, си отворил некој? Пелагонија. Кетус. Не е лош? Гостувајте му на овој, шо ви фали? Одгледате последните посетители се од странство, нека се се маканци. Баш. Не. Нема about има нешто сигурно. Нема врска. Значи битно е дека друга работа. Што имаме понатака? Друг начин. Значи food blogs или list of food blogs. И ќе најде кој знае колку. The big list of food blogs. Very good recipes. Листа. Листа. 100. И тоа не 100, 84%, значи 8400. Значи 8400 блогови. Само добро пребарување на Google. Се што е потребно, само добро пребарување на Google. Добро, одиме понатака. Со пребарување по Twitter профили. Сајт, две точки, ево како беше тоа на Google пребарувањето. Флива, нема ли? Да. Само во мене изгледа многу долго. Во мене нема гали. Сајт Twitter. Исто. Food.com. Значи, ќе најдеме на овој начин, ајде да видиме што ќе најдеме. Twitter профили, односно Twitter профили на food сајтови. Така? Тоа ќе најдеме. Еве ги.
Или еве да видиме уште еден начин има на сега што ми текне. Да, еве гледате, just food, loving food, robot food, simply delicious food. Значи, добивате Twitter профили на луѓе кои што имаат такви блогови како вашиот. Сајтови, блогови. Зошто да не си го just food, да не станете follower со овој, тука. Профил. И уште еден начин е што сега ми дојде. Значи, како беше, ајде да видиме Your Food Corner, да видиме што мисли Google, кој е твој сроден сајт. Сличен, има тилда, ова така се вика. yourfoodcorner.com Your Food Corner. Значи го пише мојот сајт тилда. Значи ова е related. Сродни сајтови на нашиот. И сега да видиме Google што мисли кои се сродни сајтови на нашиот сајт. Еве ги. А зашто вака ги дадат? Да, после ги дава. Нема празно, ама нешто не функционира добро. Порано добро функционираше. Ајде да видиме вака. Не, ова беше, значи извинете вака, грешка моја. Ова е за food, например, кога се потребува. Food blog, кога нешто се потребува, и сега тука ги става и сите синоними за food. Например, генерално не би требало. Ајде, вака, related беше. yourfoodcorner.com ова е related. И нема, зашто не да? Добро, земете некој помалце по-познат. Да. Празно место помили двете точки. Ауто не е празно место, не. autoblog.com Еве ги кои се. Не, нема да јави го. Значи, сајтот ви е нов, релативно нов за тоа. Да. Значи, еве, related, autoblog и еве ги сите други сајтови кои што се слични со него. И кои што соработуваат на некој начин. Еве, related autoblog. После земете related autoweek. Добро, ве се големи сајтови кои што треба да заслужите да сакаат да соработуваат со вас. Затоа што уште се, значи треба до некаде да се стигне. Али еве, понатака, се уште сте многу млади, затоа не функционира. Да, нема да го напишем, да го ставиме тоа. И наслов на имейл порака. Како се до тоа да се изведе? Let's grow together. Found a nice working technique. Ова е наслов на имейл пораката кој што му ја пратиле на човекот. Што ќе го најдете со овој метод, или со овој метод. Што ќе ја пратите преку Facebook или преку мейл или преку Twitter. Значи наоѓате соодветни сајтови што сега да направиме. Одиме на контакт страна или на мейл или на Facebook страна. И му пишувате Let's grow together. Found a nice working technique. Fellow car blogger. Ова може да food blogger. Што сакате? Fashion blogger. I have a secret I wanna share with you. Amazing way to grow our website. Sharing this with all car bloggers. Значи еве наслов на пораки кои што треба да ги составите. Не во стилот на овие наши интересни наслови. Сега комуникација треба да биде таква. Дури ако и во обичниот живот такви наслови употребувате, такви реченици, и тука пали тоа. И на македонски. Значи се она што е кажано на таков начин пали. И текст на имейл пораката, како би гласала таа порака. Еве ви комплетно, средено се. Hello friend, I have studied many of my friends' sites and my own too. And I have concluded that linking from within our posts to each other without any formal rules will greatly increase our revenue and search engine traffic. In some cases, even by 3 to 4 times. I suggest that we agree on this. You choose a link to 2 blog posts, those that you like, on my site from within your posts, and I'll do the same. Week after week. After a few months, we'll have great results. Cheers to our mutual success.
како треба да се изведе тоа. Значи нека не биде ова Не, сакам да го нема опорака за да го значи ова е само пример. Да си направите ваша верзија така. Затоа што сите ако го пратиме истото, Да. само треба, значи смисла да ја доловите треба. Треба да ви кажам смислата, вие да се составите ваша порака. Значи ја имате пораката, али ја не препорачувам затоа што ќе почнат неколку души да го потребуваат истата порака и ќе престане да работи методот. Значи сите ќе изгубиме. Ова е она што треба да се нагласи. Градење на линкови со соработка со сродни блогови сајтови. Така. Ќе го има, да.